Здраво, јас сум Марија Лозановска и ве канам на уште едно поинакво патување со мене. Сакам да ви се заблагодарам на сите кои што дадовте убави зборови за мојот нов YouTube канал и сакам да ви кажам дека сите тие зборови ми значат. Сакам да ви се заблагодарам и вам кои што прв пат се приклучувате на едно од моите видеа и сакам да објаснам дека тие се малку поинакви од она што го гледаме на овој канал, дека јас комбинирам се она што го правам, зборување, пишување, македонски јазик, накид, дизајн и мисли кои што извираат околу од мене. Јас сум писател, автор и дизајнер и изработувач на накид и сето тоа сакав да го вклопам во овие видеа. Сакам да уживате на моите видеа и сакам да извлечете што е можно подобра поука од нив. Ве гушкам. Има многу мани. Некои не ги забележуваат. Јас да. Ги мразам, ги сокривам, пробувам да ги отстранам. Некогаш јас победувам, некогаш тие. Некогаш луѓето ме гледаат во нив. Некогаш само јас. Најчесто само јас. Но има некои мани кои јас не ги гледам. Тие, драги мои, се измислени од луѓето. Не знам зошто се мачат воопшто. Нека се послужат со оние кои навистина ги имам. Нека ме не прават совршена со нивни измислени мани. Се имам вистински и само мој. Велам често, никогаш не моли, не објаснувај и не се правдај никому. Тој што не го поминал твоето, никогаш нема да те свати. Но пуста слабост човечка, не можеш да не објасниш и да се оправдаш зошто си таков. Да објасниш зошто си премногу слаб и дека не дај Боже си болен. Зошто си се подебел и зошто токму тебе ти се лепат килограмите. Но мене ми се лепат и момците, ми се лепат и убавите луѓе, ми се лепат успесите, лајковите, пофалбите. Дали да се правдам и за тоа? Ох не, луѓето тоа често не ги интересира. Луѓето само сакаат да те гледаат понижен со мал милион маки и мани. Да гледаат како се бориш во животот, како не ти тече мед и млеко. На луѓето не им се погодува ништо, душо моја. А дали знаеш зошто? Од многу прости причини. Кога на луѓето им се плашиш, се чувствуваат надмоќ. Кога луѓето ги игнорираш, нешто не чиниш. Кога луѓето ги сакаш, те злоупотребуваат. Кога на луѓето им помагаш, забораваат. Кога на луѓето сакаш да им вратиш, ти си злобен. Кога на луѓето им молчиш за се, не си способен. Кога на луѓето им говориш што ти сгрешиле, си одвратен. Кога за луѓето не преземаш ништо, ти не се грижиш. Кога на луѓето си им човек, тие веднаш престануваат да бидат луѓе. Да, душо, не се прости од како ги набројавме, бидејќи луѓето се прости само кога треба нешто просто да направат, а кога треба да искомплицираат, се совршено препаметни. А луѓето треба да ги пуштиш. Зошто ги држиш до себе кога сакаат да си одат? Тие сакаат само да бидат со оние кои се исти како нив. Бидејќи и тие што за нас не се добри, си имаат сродна душа, на нив слична. А велат дека сродните души се бараат, дека и покрај пречки, лоши луѓе и несреќи ќе се најдат. Ќе се сретнат во лош ден, намуртени, не препознавајќи се. Може би ќе се скараат, нема да проговорат, ќе се налутат, но ќе се најдат.
дури и тогаш кога трчаат по погрешните. Таквите ќе си се допаднат. Дали сакаш да бидеш нивна сродна душа? Дали сакаш да ја пропуштиш својата вистинска? Онаа на која ќе и се допаѓаш дури кога си најлошата личност на светот, кога правиш сцени, циркузи и секакви драмски глупости. Оние сродни души кои ќе те почекаат да се смириш и да бидеш оној што си. Да, душо, имаме повеќе сродни души. Сите ја бараме во партнерот, а не погледнуваме во пријателите. Оние кои ќе те сватат и во паметта, и во лудоста, и во маката, и во радоста.
te pronajdam. Ne sum pilot kraj tebe, jaz da doletam, za da te odnesam nekade daleku i delo tvojto srce jaz da ukradam. Ne sum slikar gola da te nacrtam, nemam dozvola sokola da te povozam, no možem za tebe pesma da napišam i da te opejam večer van. Gdje mi treba magija, sada te osvojam, ti gdje bideš moja znaj, samo što te pogledam. Gdje mi treba magija, da te osvojam, ti gdje bideš moja znaj, samo što te pogledam. Ne su vino usni da ti navlažnam, ne su mi tu mangup tebe da te izmamam, za da te odnesam nekade daleku i delo tvojto srce jaz da ukradam. Ne sum slikar kola da te nacrtam, nemam dozvola sokola da te povozam, no možem za tebe pesma da napišam i da te opejam večer van. Gdje mi treba magija, sada te osvojam, ti gdje bideš moja znaj, samo što te pogledam. Gdje mi treba magija, da te osvojam, ti gdje bideš moja znaj, samo što te pogledam. Moja, ti che bideš samo, 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 moja, кажахме и целку глупости се карахме цела вечер до запале. Ке можеш ли без гнев да разбереш, ке сватиш ли ти си лето, јас сум зима и многите очари обринале за љубовта. Тука нема здрава клима, а решен бев јас само за тебе да ги имам и илјада и една милја пеш да минам. Ке направе да имаш се што посакаш. Дај, разбуди се, го нема соно на влюбените и оди си, ти чува место во спомените, но некогаш тргни низ времето и просторот и дојди на место на злосторот. На злосторот. Ти кажав се до збор од А до Ш и не ми е дури ниту малку гајле. Си кажавме и цел глупости се каравме цела вечер до забајле. Ти кажав се и крај, не мачи ме и дека сум сега веќе безделени. Не моли ме, дај, откачи се и оди си, само оди без проблеми. А решен бев, јас само за тебе да ги имам и илјада и една милја пеш да минам. Ке направе да имаш се што посакаш. Дај, разбуди се, го нема соно на влюбените
И мора да сватиме дека сите сме различни. Но многу од нас делат слични работи. Сите сме биле оставени многу пати. Сме биле понижени, засрамени, најдолни. Сме давале многу, сме добивале ништо. Но сме преживеале. Денешниот ден е доказ дека битката продолжува. Различноста е доказ дека не мора на сите да им се допаднеме. Доволно е себе си. Барем за почеток.